Благодарам. Па, говорот би го почнала, може би, со добре дојдовте граѓани во собранието како театар на апсурдот. Бидејќи апсурдно е да расправате за нешто што се случило во 2021 година, а сега сме 2023 година, и како ќе споредуваме со годишниот извештај на Европската комисија, кога него го разгледувавме на крајот на 2022 година. Прв заклучок, дали е ова проевропски или антиевропски? За мене антиевропски е нешто да разгледувате што е веќе поблиска историја. Сепак има некои параметри кои што се актуелни и денес. Првиот, повторно, антиевропска состојба е кризната состојба, состојба на болест. Ние и во моментов сме во кризна состојба. Ве прашувам, дали е европска држава она која 3 години е во кризна состојба? Кризната состојба е рај за корупција и криминал. Кризната состојба, колешки и колеги, ја изгласавте вие незаконски, зашто во Законот за управување со кризи, во членот 31, пишува дека може да важи само 30 дена. Понатаму, 70% од граѓаните велат дека одиме во погрешен правец. Европскиот правец, дали е погрешен правец? Ве прашувам, не е. Значи, ние одиме кон третиот свет. Ама ни кон третиот свет нема место за нас, зашто афричките држави, азиските држави се достоинствени во одговорите на проблемите со кои се соочуваат. Чув овде за, значи, господјата Слаđana Тасева, не спомна, организацијата се вика нулта корупција, но таа рече дека нашата корупција дури не е ни ендемска, хронична е и навистина и нема крај. Тоа е амбиентот. За жал, кога реков дека е ова театар на апсурдот, мислев на себе како на статист, како на статистка. Знаете зошто? Зашто главните актери ги нема, ама тие ги носат клучните одлуки. Каде? Надвор од оваа фасадна демократска институција. Епа, како вели извештајот на ЕУ, стабилни институции, цврсти институции, а не силни поединци. Обратно е, некои дури се историски личности, па што бараат овде. 2,5 години не сум ги видела, ама клучните одлуки се во нивни раци. Да се вратам на извештајов. Што е за мене овде нешто што е се уште релевантно? Прво, оваа комисија е избрана во демократска постапка. Демократската постапка е гаранција за професионална работа. Тоа се покажува и на оваа комисија и во последниот извештај што го споменав, таа е светла точка. Доволно е да го видите составот на вработените, на социјалниот капитал, ќе видите дека тамо доминираат стручноста и компетентноста. Ама, ве прашувам, дали стручноста и компетентноста доминираат во вработувањата во оваа држава на сите функции? Не. Се крши уставот, се крши членот во кој што се вели дека во управувањето и одлучувањето со јавните установи основен принцип ќе биде принципот на стручност и компетентност. Да подсетам, бидејќи беа споменати просторните проблеми, многу порано оваа комисија можеше да добие пристоен дом, ама имаше претендент на тој пристоен дом. Тој првиот заменик премиер, бидејќи тој како да ја наследи палатата во која што живее, па затоа не можеше, значи, опремата да се лоцира некаде.
Па како што гледате, како дома, како сака си го организира животот, така нашиот премиер го замислува, значи не во мојот дом, туку во овој дом овде, јас како сакам можам да го организирам просторот, па ту да организирам прослави, ту да организирам родендени, ту да организирам утакмици, тоа бил мој простор. Не, позајмене просторот од граѓаните, тоа не е негов дом, тоа е граѓански дом и затоа во извештаите на Државниот завод за ревизија шокантни бројки има за трошењата за храна, за забава, за презентации и слично. Видете, во Јапонија многу пати сум рекла харикири би направиле после ваков извештај, но ние него ни разгледуваме тој извештај овде на комисии, а секаде тоа е клучниот акт, клучниот документ околу кој што сите министри стрепат да не се видат внатре. Тоа е околу прашањето на институциите. Што сакам јас, нема да повторувам нешто што веќе беше кажано, меѓутоа, вака се вели во политичката наука, само политика што создава јавна вредност може да биде јавна политика. А во сите извештаи антикорупцијската комисија, замислете, вели дека политиката и партиите се најголемите стимулатори на кршењето на уставот и законите и на клиентелизмот и корупцијата. Јасно е тогаш дека ние имаме сериозен проблем, зашто оние промоторите и бранителите или спроведувачите на стратегијата всушност се главните актери. Да посочам. Видите, кога зборуваме за корупција и криминал и кога велиме дека оваа влада се справува, само да покажам нешто, да посочам нешто. Кога ќе паднат во некоја влада генералните секретари, редовно паѓаат премиерите, зашто тие се нивното алтер его, тоа се најблиските луѓе. Тоа е второто лице на премиерите во некоја држава. Бидејќи зборуваме за историја, нели, скорешна историја, еве да посочам нешто што е непознат феномен во правото. Овде се посочува дека дури и антикорупцијската комисија превзела во рамките, пазете, на закон за превземање на административни службеници вработени преку К5, јас викам К15, во Министерството за политички систем и тогаш сликата на господинот Пауновски ми се покажува дека не е спремен заради партиски дилови да си ја уништи институцијата. Како може, кажете ми, со закон да префрлите некој од дома, бидејќи тој ништо не работел? Да споменувам уште два закони што ги изгласавте невозможни за продолжување на рокот на задокторирање од 2020 до 2025, 15 години не докторирал некој, сега уште 5 години ќе му дадеме. Или за некои фамозни поднаводници асистенти од тоа министерство, чувеното за политички систем и односи со заедници, чиј прв човек никогаш не дошол во комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците. Па што прави тогаш тоа министерство? Мене не ми е јасно. Се сеќавате? Замислете, за да станете асистент, вие мора да сте докторант. Не можете со 180 кредити да станете асистент. Им продолжија за уште 5 години. Да не говорам за академијата, сум говорела, меѓутоа не можам да не споменам исто така. Главната карактеристика на оваа институција е транспарентноста. Се пренесуваат седниците, може да се следат. Споредете сега со еден друг орган, кој така треба да работи, како судскиот совет, па ќе видите зошто овде има резултати, а зошто во судскиот нема резултати. Значи, нема да должам многу, само да објаснам уште еден феномен. Многу често споменувате заробена држава. Погрешно. Терминот е на Светска банка и се